потребно за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте Скасовски, саркастични колку што дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој веди. Таму ама до пола книга сте одбележали. Нема да читаме цел. Па ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер. Денес е 1 август и бевме сведоци на подпишувањето на договорот за добро соседство меѓу Република Македонија и Бугарија. Утре е 2 август, нашиот најголем национален празник, кого секогаш сме го одбележувале достоинствено. И моето сеќавање, како новина ми кажува, дека во минатите времења со недели предходно сме се подготвували како новинари, но и власта, државата, народот, како ќе биде одбележан, на кој начин, каде ќе се одржат говорите. И мислам дека тоа беше една добра подготовка со која траеше со недели. Се чини овој Илинден како да падна во сенка на договорот со Бугарија. И не само на тоа, туку на меѓусебните препукувања меѓу двете главни партии, владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО ДПМН, дали тој договор е добар, дали заедно ќе се одбележува, потоа следуваше повик од страна на ВМРО ДПМН да не се, до своите членови да не присуствуваат на одбележувањето на овој празник. Така да се создаде една клима која ми дава за право да можам да заклучам дека како да падна во сенка одбележувањето на 2 август на договорот за добро соседство со Бугарија. Но да видиме дали е баш така и дали имаме причини да славиме онака како што се децении сме го одбележувале овој значаен празник. Вечера ќе дебатираме со моите гости, универзитетски професори, професорот Цане Мојановски, добро вечер, и професорот Оливер Андонов, добро вечер. Господине Мојановски, имаме ли причина да веруваме дека оваа година нема да бидеме сведоци на едно достоинствено одбележување на 2 август, нашиот најголем празник, кој што е врежан во меморијата на македонскиот народ, таков како што е? На почетокот сакам на сите граѓани, на македонците, на сите оние кои живеат со илинденските традиции, кои развиваат со животот и заедништвото, да им честитам 2 август. 2 август е празник кој е поврзан со еден голем настан од почетокот на 20-тиот век, кој за нас значи дефинитивно јакнење или прифаќање на македонската самосвест и самобитност, а со одлуките на првото заседание на АСНОМ од 1944 година, тие илинденски вредности се интегрираа во современата македонска држава, тогаш Демократска Македонија, сега Република Македонија, кој по референдумот од 1991 година исто така ги надгради тие традиции. Илинден е култен празник кај македонците, кој води потекло уште од праисторијата, од периодот кога е водена битката кај Исна на 2 август 338 година и 3-та година. Тој е празник кој во значителен дел од македонското население се слави како една од летните слави во чест на пророкот Свети Илија и е датум кој што е поврзан со низа историски настани поврзани со македонците. Од таму нема причина и ниедна ниеден настан кој може на еден или друг начин да го сврти вниманието кај македонците или кај сите на оние кои им представува Илинден нешто повеќе од одбележувањето на празникот, да се сомневаме дека тој празник ќе биде
несоодветно одбележан, од проста причина што Илинден е еден од празниците кој е во програмата на македонската држава за одбележување. Секоја година највисоките раководители на македонското политичко општество партиципира со политички настани во кои што ги афирмираат илинденските вредности и прават пресек на развојот на македонското општество. Во овие 27 години откако Република Македонија е независна држава, ние сме имале одбележување во кој што е внесен определен партиски фолклор, како во однос на присуството, така и во однос на начинот на однесувањето кон сите оние кои дошле на политичките настани. Ако по подтекстот на прашањето ви е тоа, тогаш ние може да предпоставуваме или да хипотетизираме дека со оглед на тензиите кои се отворени во последните 10, може 15 дена, како резултанта на односите кои во Македонија во последните неколку години доминираат како односи на исклучителна или нагласена партиска разлика и поделеност во општеството и интерпретациите околу неја, тогаш со право може да се да очекуваме дека можни се определени однесувања кои повеќе или помалку можат да сфрлат сенка на начинот на одбележувањето на македонското општество. Се надевам дека ние како граѓани, како македонци, како луѓе кои живееме во оваа држава, созреваме со секоја година и дека се повеќе ќе прифатиме дека односот кон празникот и односот и честувањето на празникот е однос кон вредностите кои тој празник со себе ги носи. Господин Андонов, дали ви имате чувство дека овој значен празник, како што вели професорот Мојановски, во последниве години навистина добива станува едно поле на партиско-политичка битка и на присвојување на нешто што е општо народно? Добро вечер уште еднаш и во мое име честитки за најголемиот национален празник, за празникот кој значи самосвест за македонците, самосвест за македонската нација и почеток на создавањето на македонската држава со двата Илиндена, со сите сили со кои нашите предци се бореа за создавање на оваа држава. Јас со должен пиетет искажувам почит кон нивното дело и кон делото на сите генерации, па и на денешната генерација која знае да застане на одбраната на татковината, за разлика од некои други кои тоа длабоко не го почитуваат. Илинден е национален и црковен празник. Црковен празник на светиот пророк Илија, национален празник со двата Илиндена, и тоа не е политички празник и не се согласувам со професорот Мојановски во тој дел дека поради политички некои партиски причини празникот доживеал таков фолклор. Длабоко во меморијата на македонската нација, на македонскиот народ, се врежани илинденските борци, иако одбележувањето на Илинден на Мечкин камен со фолклор од времето на комитите, од времето на славната Крушевска република, некој го поистоветува со партиски обележја, тоа е веќе лично прашање. Додека, например, во Пелинце, за жал, не можевме тоа да го правиме во Прохорчински поради некои други историски собитија и вина на некои други генерации пред нас кои го отстапиле Прохорчински. Во оваа прилика ќе кажам дека кога почнавме да ја формираме македонската армија 1992 година во Кумановската касарна, во тогашната команда на корпусот Кумановски, пронајдов топографски карти од 1953 година во кои беа исцртани републичките граници помеѓу тогашните републики. 1953 година според Војногеодетскиот институт од Белград Прохорчински заедно со Старец и тој дел околу Куманово бил по територија на Македонија. Како подоцна се нашол во територија на Србија е многу дискутабилна работа. Мислам дека онаа што оваа година ни се случува повеќе е психолошки притисок од последните настани, односно политички настани кои ги разурнаа токму оние вредности кои
не мотивираа да го празнуваме толку силно Илинден и да го искажеме своето патриотско и национално чувство. И мислам дека некој намерно сакаше да се исмее со Илинден, конкретно оваа година, па затоа и се потпише еден договор со Бугарија ваков каков што е, во кој нема ниту збор за македонската нација и за македонскиот јазик. Мислам дека токму тоа чувство на јадовност се појавува кај македонците годинава, а ако зборуваме за политичките приказни, можеме да кажеме и нешто повеќе, но да не должам сега на почетокот подоцна. Јас сепак сакам таков и наслов ќе се случеше Илинден и без договорот, господин Андонов. Или немаше да се случи. Ќе раздвоиме овие две работи, бидејќи и во воведот реков, како договорот за добрососедство да му фрли сенка на Илинден, што според мене не би требало. Тоа се два различни настани, едниот е политички, кој што може или не мора да има некакви политички реперкусии или национални реперкусии во историјата, тоа е прашање на политичка оценка на партиите кои што ги даваат, но Илинден си постоеше и пред и ќе постои и по тоа. Како ќе се обележи и како ќе се слави, тоа е прашање на... Илинден ќе постои за секогаш во меморијата како да го на македонската маргинализираме нација. медиумски и политички самиот Илинден, а му дадовме многу внимание на договорот и вечера ќе му дадеме, но мислам дека треба достоинствено да проговориме за значењето на Илинден, барем во еден дел во кој што еве на почетокот да ви го направите тоа. Значи, знаете како Љубише, јас не сум историчар за да можам да ги елаборирам сите историски настани, но како македонец и како човек кој се занимава и со наука, и со политика, истовремено и со анализи, можам да кажам дека како што го чувствувам од срце тоа, дека нема поголем празник од Илинден. И никогаш македонскиот народ нема да го запостави Илинден, така да кажеме. Можеби таа прослава нема да биде не оваа година како и другите години, пред се поради намерното, како што реков, исмевање со Илинден, исклучување на договор, или можеше договорот да се склучи за 5 дена. Кога велите македонскиот народ, на кого мислите? Пред се мислам на македонците, иако мислам дека и сите Не, граѓани... тие се поделени, затоа што македонскиот народ нема да го заборави, а Без еве еден разлика дел колку од и- народот е повикан да не оди на Илинден. Без разлика колку и да се поделени, македонците го чувствуваат Илинден. Значи, ќе прокоментирам околу повикот на ВМРО ДПМН, на што алудирате за неодење на... Не алудирам директно За прашање, неодење, затоа што тие го кријат мојата тоа. анализа и мојата предпоставка во тој дел е дека ВМРО ДПМН е поучено од настаните од 27 април, каде што неправедно беше обвинета дека поттикна насилство во собранието, а да не елаборираме сега кој го правеше тоа континуирано, веројатно сака да избегне уште една работа која ќе биде вон негова контрола, а не дај Боже некој ќе ја злоупотреби како насилство против Џафери, против, не знам, Борисов или против не знам кој, така што ВМРО ДПМН го повика членството свое, колку што успев да прочитам во медиумите, да не оди на прослава на Илинден, се со цел за да не подлегне под провокации кои би можеле да бидат исценирани. Од страна на... Од страна на политичките противници или не знам на кого друг. Господин Мјановски, рековте дека последниве десетина години се минуваше политичката гарнитура која што му даваше белег, партиски белег на одбележувањето на 2 август, и тоа навистина беше така. Кога беше СДСМ на власт, тоа беше нивни празник во наводници. Кога беше ВМРО ДПМН, тоа беше нивни празник, иако и двете партии се повикуваа на народот, како и сега што говориме, но имаше различно доживување на... Иако од секојаш, барем паметам уште пред плурализмот, Илинден, особено на Крушево, беше голем народен собир, на кој што, можеби ќе искарикирам, политичките партии се налепија на големиот собир на граѓани и како маркетиншки трик влегува во една добро гледана емисија каде што сакаа да пратат и политички пораки. Зошто се претвори во политички настан големиот народен собир на Мечкин Камен, каде што таму луѓето си доаѓа и без политички обоености, без да слушат директни политички пораки? Веројатно, тешко ќе може се да се каже во еден краток одговор на вака сложено прашање, но неколку прашања
можат да се издвојат како индикатори. Прво, од падот на Берлинскиот зид од 1991 до денеска, на македонското општество не му се нуди ништо друго освен разлика. И по секоја цена се инсистира дека јас сум во право. Второ, политиката се разбра во макијавелистичка смисла на зборот. Тој што ја има власта, располага со неја и со ресурсите. И дека с нему му е дозволено се, па дури и да влезе во собрание. Со начин на кој што не се влегува. Трето, значи, ние немаме економски развој. Во што ние се разликуваме во начинот на живење од пред 27 години? Во тоа што сме посиромашни. И затоа, сега наместо одговор на тие прашања да бараме, ние се занимаваме со прашањата кој е по-јунак на историските вредности и кој повеќе ги брани. А се повеќе нив всушност се обидуваме да им ја нарушиме круцијалната вредност. А тоа е да речеме вредноста дека Илинден зрачи Илинден посебно со манифестот кој е упатен, тој зрачи со хуманизам. Значи зрачи со човеколюбие. На Илинден, на мечкен камен не загинаа и не ги положија животите само оние кои што имаат етничко потекло македонско. Во Битолскиот вилает или во подрачјето каде што се води Илинденското востание. Да напоменеме, ние неоправдано забораваме дека Илинденското востание скоро 3 месеци и повеќе се водеше во денешниот егејски дел на Македонија, во Неврокоп и така натаму. Клисура. Да. Значи, тој период изобилуваше со илјадници подвижници кои се бореа за нов живот. А тој нов живот се разликуваше по тоа што ќе се излези од јаремот на отоманската беда и нееднакво ќе се создава нова вредност. Ние во овие години немаме тоа. И ние сега се наоѓаме по едно-две прашања кои историјата или историчарите со векови не можат да одговорат, или колку историчари и толку мислења околу тоа прашање, и повторно се вртиме околу тој проблем. И најчесто се покажува дека тогаш кога немате концепт за развој, дека митските теми поврзани со нацијата, поврзани со тоа дека можете да само што не ве уништили и така натаму, постануваат месо или материјал кој најдобро се меси. Ние во изминативе 27 години тоа го имаме на политичката сцена и за наша несреќа во македонското политичко тело доминантните политички носители најчесто се разликуваат по тие прашања. По другите прашања, по економските, тие ни едните ни другите не им припаѓаат ни идеолошките табори на кои што запишале дека се во програмите носители на таквите нешта. Туку најчесто се судираме на определен број на прашања кои што повеќе или помалку се однесуваат на овие теми за кои што можеме навистина до бескрај да зборуваме. Земете ја само како илустрација каква беше промоцијата на политичките субјекти во 1990 година, крајот на 90-та и 91 година. Програмите се тука, записите се тука, видите дека повторно се вртевме околу 4-5 теми. Некои историски настани се случуваат така во кои што дел од тие идеи добија историска шанса да се реализираат. И таа историска шанса е македонскиот народ и сите граѓани на оваа земја, на делот од Македонија кој што по поделбата на Македонија во 1913 година успе да формира држава која ја именува како Република Македонија. И таа Република Македонија сега 27 години се обидува да се етаблира во европското семејство, да прифати дел од тие европски вредности, зашто декларирањето да се декларирате дека прифаќате европски вредности, тоа значи се враќате на манифестот од 1903 година, во која што повторно, без разлика на социјално потекло, на верско убедување, на етничко потекло, ве повикуваат да се здружите во
во заедничката цел. А заедничката цел се нарекува слобода. И мислам дека тие пораки се потиснати од една политичка пресија која е зачинета со медиумското покривање и така натаму и со партиското делување. Ние се повеќе живееме во тезата кому припаѓа Илинден. Илинден им припаѓа на македонците, Илинден им припаѓа на македонските граѓани, на оние кои живеат нова парче земја. И тој исто така им припаѓа и на македонците кои живеат денес во Северна Грција. Зашто и на македонците кои живеат и во Пиринско и така натаму, зашто Илинденското восстание го организира самоорганизирани групи, 4 армии на внатрешната организација во 900 година која се бореше на цела територија. Некаде со поизразен интензитет, некаде со помалку изразен интензитет. И во таа смисла тој им припаѓа на сите тие. Им припаѓа и на претходните и на идните генерации, без разлика каде тие во моментот живеат. Ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме со коментарот на професор Андонов. Еве повторно во аргументи, разговараме на тема 2 август, 100 или без договорот за добро соседство со Бугарија. Господин Андонов, на тема да се вратиме договорот, може би со право беше полемичен и примен на различен начин од политичките субјекти, од научната јавност, од историчарите, неколку точки од тој договор особено. Дали таквата подоба за договорот се рефлектираше врз начинот на одбележување на 2 август врз граѓаните и дали тие ќе го послушаат повикот и на едните и на другите политички партии или ќе го послушаат чувството на традицијата дека Илинден од секогаш им припаѓа од нив на граѓаните. Значи, јас не знам како ќе реагираат граѓаните, дали некој ќе појде или нема да појде на прослава и каде ќе појде, колку што јас знам оваа година баш нешто посебно јавно и не беше обзнанено кој каде се ќе оди и каква е динамиката на прославата. Накратко, еве ќе се вратам на оној дел дека Илинден не е митска тема, Илинден е историски факт, тој е фактички историски настан, 2 пати повторен, 1903-1944 година во континуитет на создавањето на Македонија и македонската нација. Во тој контекст, токму основното прашање на темата која денеска вечерва требаше да ја зборуваме во предвечерието на Илинден, каде е дефектот на договорот со Бугарија за добрососедство. Значи, веднаш на почеток да расчистиме една многу важна работа, бидејќи знам дека луѓето љубат да извлекуваат потоа од контекст кога зборуваме вака. Немам ништо против добрососедските односи со Бугарија, напротив, многу посакувам да имаме силни, добрососедски, но искрени и еднакви, рамноправни врски со Бугарија. Првенствено затоа што имам многу колеги во Бугарија од научната јавност со кои комуницирам интензивно и често пати знаеме да расправаме точно на оваа тема која ги допира прашањата на македонско-бугарските односи во историски аспект. Мојата постдокторска дисертација на Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија е токму врзана за овој дел и носи наслов националните интереси во балканскиот геополитички јазол, што токму имплицира и онаа што денеска ни се случува тука. И особено сакам да напоменам, може би негде на интернет се уште стои од пред околу 3 години ми се чини еден мој напис во еден портал на НАТО за Хрватска, во кој по реакцијата на Борисов тогаш како премиер во соработка со, мислам дека дали беше Мицотакис, не знам кој беше од грчкиве премиери, во кој застана на грчка страна во односите со Македонија, токму го напишав тоа дека Бугарија во повеќе наврати и Борисов, посебно во неговата политичка агенда, ја
ја саботира Македонија, односно Бугарија како тенденциозно историски да сака да го изгуби, да ја изгуби добрата релација или врска со Македонија. Кога се вратиме наназад во историскиот аспект на таа врска, можеме денеска да зборуваме дека можеби некои наши предци се чувствувале бугари или не се чувствувале бугари, дали биле блиски до екзархијата, дали тоа било причината да се чувствуваат така екзархиските училишта, спротивставувањето на патриаршијата, тогаш по укинувањето на Охридската архиепископија, барањето Словенска црква. Многу наши дејци, па дури и линденци поминале низ таа екзархиска школа, биле екзархиски учители и така натаму. Но се поставува едно историско прашање кое јас како не историчар не можам да го одговорам, значи треба некој длабоко да навлезе во тој проблем. Која беше тогаш мотивацијата на тогашна Бугарија да 1912 година влезе во Балканскиот сојуз кој предвидуваше распарчување на Македонија? Кога веќе нели имале интерес во Македонија и кога нели како што би рекол Димитров Божидар од современ аспект ребугаризација на Македонија. Кој беше интересот на Бугарија во Првата световна војна, во Втората световна војна и така натаму, каде што веќе имаме и промена на идеолошкото определување на Бугарија во однос на приближувањето до Германија. Не и се тоа ќе го оставам да го расправа можеби утре некој од историчарите кои ќе бидат ваши гости. Она што мене лично ме интересира, тоа е содржината на овој договор за добрососедство и кои се замките во кои влегува Македонија во него. И лично сметам дека можеби ќе беше подобро да не подпишевме се уште никаков договор, додека некои работи не ги испеглавме и не ги доведевме на едно друго ниво, на едно релаксирачко ниво, отколку што ова сега го направивме и што остава многу отворени прашања за можни задкулисни игри, односно за жал остварување на нечии интереси на грбот на Македонија. Господин Андонов, уште едно навистина сериозно прашање се отвара со договорот и редно е да се дискутира, се отвараат овие дилеми и прашања, без разлика од тоа што тој е подпишан, но наше право е да анализираме, да коментираме. И господин Мојановски, господин Андонов, веројатно секој има своje мислење околу тоа дали требаше да се подпише ваков како што е или не. Ние сме малце новинарите и полаици околу суштината и далекосежноста на вакви договори. Граѓаните исто така, можеби затоа сме поподложни на влијанија, на аргументирани експликации на историчари, академици и така натаму, кои што пак од своја страна имаат различни мислења околу тоа, не толку околу историјата, ми се чини нема големи разлики, но околу тоа дали требаше да дојде до ваков договор или не, или како што е Андонов, требаше да се почека уште малку. Но обиди за договор со Бугарија има од 50-тите до 70-тите години наваму. И никогаш не се успеа да се постигне идеален договор. Така што прашањето е или требало во некој момент да дојде или никогаш не би дошло до договор кој што би ги задоволил сите страни. Не знам дали со поканата вечерва вие добивте компетентен соговорник за ова прашање, дали треба или не треба договор. Од проста причина што ја не сум дел, да речеме, на структури кои имаат повеќе информации. Мојот сет на информации се темели на основа на разликите кои постојат во начинот на информирањето за овој тип на настани. Но како истражувач знам две работи кои се важни. Значи, ја не дојдов вечерва за да зборувам и да се убедувам чие гледиште е во право за разликите. Разликите ги почитувам и мислам дека само низ судот на историјата и низ на тамошната дебата ќе се утврдат кои се вистинските параметри. Во таа смисла јас се извинувам на гледачите ако разбрале дека Илинден го прогласувам за мит.
митска тема, туку зборував за друго прашање, за политичката реторика во која што се зема во преден план, се земаат теми за кои што можете да зборувате до бескрај, како што е, да речеме, положбата на Македонија, околу обединувањето на Македонија и така натаму. Концепти кои во 90-тите години предизвика значителна хомогенизација во земјата. И од тој аспект, ако погледнете како ние се однесуваме кон сите договори кои дотогаш повеќе или помалку излегуваат од нормалното клише или на очекување. Почнувајќи да речеме од времената спогодба, која беше подпишана без именување на оние кои подпишуваат. Потоа, поаѓајќи од декларацијата која таму некаде 2000, на почетокот на 21. век беше подпишана во Бугарија. Земете го Охридскиот рамковен договор и дебатите кои подоцна се водеа. Па до ситуации кога оние кои што најмногу го напаѓаа, го нудеа како модел за решавање на тие прашања. Ако погледнете една Европа, една Франција и Германија, како ги решија вековни судрените прашања. Тогаш ќе видите дека во животот, како и во љубовта, работите не се одвиваат секогаш според концепт, според план. Вие можете да го прочитате времето во кое живеете и да ги добиете најдобрите резултати од тоа време. Ние 27 години, како независна држава, се обидуваме да ги отвориме односите со Република Бугарија. Тие 27 години стојат на место. Ние, ако погледнете на трговски план, во последните години значителен број од бугарските бизнисмени се охрабрија и инвестираат во Македонија. Или се собственици на значителен број од стопанските субјекти. Значи, задачата на политичарите, задачата на водечките политички сили во земјата е да отвараат перспективи во кои ние ќе ја промениме состојбата на живење. Ние нема да се двоумиме дали имаме доволно пари ова лето да отидеме на одмор, во кој што ќе ги промениме перцепциите за тоа што е добар живот. Морам да кажам дека ние, наместо со такви прашања, се расправаме со прашањата за кои што навистина немаме одговор. Ни сите прашања не можат да се докрај отворат. Во таа смисла, јас договорот го наблюдувам како навистина можност во која што ќе отвори дел од прашањата. Тоа не значи дека стравовите кои што ги слушам, во кои што и колегата, почитуваниот колега Андонов ги отвара вечерва, не се неоправдани. Не се прашања за кои што не треба да премолчите. Но исто така треба да си поставите прашање. Дали навистина ќе имате најповолна шанса и друг пат? Во тоа е моќта на одлучувањето, во тоа е лидерството кое се бара во општеството. Прашање е повторно на аргументите кои ги имате. Јас ги немам сите аргументи кои ги воделе. Знам единствено што знам. Знам дека околу ова прашање се обидуваат последните 15-тина, може и повеќе години, водечките политички сили, без разлика на политичката провиниенција во Македонија, да најдат решение. И дека често пати тие се кршат на неколку прашања, кои не се променети во однос на нас. Не верувам дека и утре ќе се променат со подпишувањето на договорот, но дека ќе се отворат перспективи за повеќе да си веруваме, да се почитуваме меѓу себе, за да можеме да содействуваме и тогаш кога имаме разлики. Иако тие можеби разлики често пати и се неспоиви, но подобро е да соработувате и да действувате отколку разликите да ги ставате меѓу вас, да ве двојат. Само да докажам уште две реченици. Од тој аспект, ако имате предвид, ако е точна тезата дека во Македонија имате 500.000 граѓани во Македонија кои аплицирале за бугарски пасош. И од некои од медиумските презентации разбравме дека кога аплицирате за за бугарски пасош, вие треба да наведите дека некој од предците имал бугарско самочувствие. И тогаш, колку поставите прашањето, чекајте вие сега што отварате во земјата? Вие мора да отворите договор во кој што се повеќе граѓаните ќе можат да комуницираат како граѓани. Се помалку ќе разговараме дали
потезите кои што ги чини едно политичко водство или друго политичко водство имаат некоја историска димензија или немаат историска димензија. Имам еден почитуван пријател од Софија, кој доаѓа на нашите конференции, кој има потекло од Велес, дури во Велес му крстиле една улица на неговиот претходник, кој има исклучително, од мој аспект наблюдувано неприфатливи ставови во однос на Македонија, во однос на тие како ги нарекуваат изгубените бугарски територии и така натаму, во однос на јазикот. На мојата забелешка дека јас го зборувам јазикот на кој што зборуваше мојата покојна баба, која беше неписмена, која немаше ни еден ден во училиште, но таа зборуваше на истиот јазик на кој јас зборувам, со по некој акцент поинако, и второ, секогаш се декларираше како православна христијанка и како македонка. И дека, вака ме гледа и праша, како тоа, вика, во македонскиот јазик имате диалекти, имате еден значителен дел од населението, и историските литература тврди дека тие имаат македонско самочувствие. Но сега вие на политички план да го отворите тоа прашање и да барате да го решите, а не можат да го решат илјадници академици со историски дебати. Тогаш навистина треба да ги прифатите оние вредности за кои што можете да одите напред. И во таа смисла го наблюдувам договорот со целата свесност дека навистина тој остава простор за дебати кои беа присутни во модерната општество. Професор Андонов, ово ме подсети професорот Мојановски за неговиот индивидуален случај кога имал полемизирано с некој колега. Не постои човек во Македонија, македонец, кој што барем еднаш, ако не 100 пати се сретнал со некој сосед, пријател од Бугарија и со кој што не го отвориле македонското прашање на начин. И не верувам дека постои македонец кој што се сложил со тезите што бугарите ги имаат за Македонија. Но кај нив е тоа така врежено во менталитетот на старите и на младите заради пропаганда, заради изучување, така како што изучуваат, што со право секој македонец во Македонија, без разлика дали е СДСМ, ВМРО и не припаѓа ни една партија, па дури младиве деца ги доживуваат агресивноста на бугарската политика во однос на историјата што ни припаѓа нам на јазикот и националната припадност. И од тој аспект е разбирливо нашиот гард што ние добиваме со овој договор. Но кога вие би биле како да кажем ставен во ситуација да правите договор, дојде на ситуација да решите таа власт сега што е да направи договор, кога би пишувале, бидејќи тие се македонци, верувам дека не се предавници како некој што сака да ги нарекува. За мене сите се патриоти, сите македонци имаат ставови околу патриотизмот, но сакам да верувам дека сите во Македонија се патриоти, освен кодошите и шпионите, за кои што не верувам дека се пола од населението. Тоа ќе го дознаеме историски, веројатно, кодоши шпион. Нема дознаеме, ни денеска ни не дознавме. Обично така ги дознаваме работите. И нема да дознаеме. Сакам да прашам следново. Може ли обратно да размислуваме? Што вие, освен негативните работи за кои што па не верувам дека не постои човек не ги гледа, мислите дека можеме како корист да извлечеме од овој договор, не само политички, него и од аспект на некој идно време на променување на менталитетот на бугарите во однос на македонците. Наопачки ве прашувам, иако мислам дека сте подготвени повеќе за негативните работи. Не. Можете и за тоа, но дали може да најдете макар трошка каде што ние ќе ги смениме бугарите во однос на она што го мислите за нас? Видите, Љубише, јас уште пред да дојдам на емисија, уште пред да знам дека ќе ме поканите на емисијата, размислував за тоа, го анализирав договорот и од политички и од аспект на решавање на еден конфликт. Ние во моментот, значи со Бугарија, по прашање на склучување на еден таков добрососедски договор за добрососедство, имавме прашања кои представуваат дел од еден конфликт помеѓу различни интереси. Ако имаме различни интереси, во стар значи имаме различни национални интереси. Точно е дека со кого и да разговарате во Бугарија, ќе ви изнервира, ќе ви изиритира. Мене никогаш не ме нервирале и не ме изиритирале. Чудно е, затоа што има едноумие постои таму. Јас пред можеби 20 на години прв пат се сретнав со една книга, учебник од времето на Тодор Живков,
бев на одмор во Бугарија и како што така знам да читам нешто, налетав на книга, викам ајде да видам што пишува. Уште во тоа време, значи 70-тите години кога беше издадена книгата, пишуваат за тоа дека од двете страни на границата со Југославија живее исто население или бугарско население. И сега како се поставува контрапрашање тука? Ако тие можеле непрекинато да учат на еден таков начин, а да се врзуваат врз некои историски показатели кои тие ги бирале поединечно во текот на историјата, што не поврзува со екзархијата, што не поврзува историски или некои други настани, зошто ние истото тоа не можеме да го примениме како такво? Но, тогаш доаѓаме нели повторно во конфликтна состојба. Значи непомирливи односи. Како што нели Крсте Мисирков ќе каже, ако до денеска бевме бугари, од денеска да бидеме македонци. Разочаран од сето онаа што се случувало во текот на Балканските војни и Првата световна војна. Зошто го зборувам ова? Затоа што историската перспектива на Бугарија како држава која настанала 1178 година ги подразбира и териториите на Македонија. Професорот даде сега еден многу убав коментар во тој дел, односно лично искуство. Баба му зборувала македонски на еден дијалект. Истиот јазик кој професорот го зборува. Истото и со мене, верувам истото и со вас, и со сите македонци кои живеат во Република Македонија. Интересно е, кога ќе направиме една таква паралела, оние македонци кои пребегале во Бугарија во периодот пред Илинденското, по Илинденското востание, за Балканските војни, и понатаму себе си се нарекуваат македонци. И тој пристап на Бугарија кон македонците кои се таму е многу интересен, ако го погледате како државен пристап. Да, вие сте македонци, но со бугарска самосвест. Сега, ако се вратиме наназад и кажеме дека клучен интерес за Македонија е Бугарија да го признае постоењето на македонската нација и македонскиот јазик, па дури да е тоа и меѓународното признавање од 1944 година, односно од Асном, сознавањето на Асномска Македонија како еднаква федерална држава во составот на Југославија, тоа за нас представува клучен национален интерес. Зошто тоа Бугарија не може да го стори? За мене тука е основниот проблем. Не е проблемот да се враќаме наназад па да бараме врски. Ако треба да се вратиме наназад да бараме врски со сите на светот, да се вратиме до дедо Адам и баба Ева и ние сме едно, браќа и сестри сме сите. Така. Но, ако зборуваме за формирањето на државата, на нацијата, тогаш имаме основ каде да го бараме тоа. И сега, што позитивно да извлечеме? Ние не сме ни Франција, ни Германија, бидејќи тие војувале за територии, за превласти, за моќ во Европа, како големи сили. Не војувале да се оспори француската или германската нација и јазик во постоење. Ние имаме проблем на оспорување на нацијата и на јазикот. Кај нас е тоа проблемот. Ако не сме можеле до сега да ги убедиме на начин на кој што и Македонија како друг дел од Југославија, дури тоа што се чини... Не, тогаш веќе е друга приказка. Тогаш било друга приказка. Ја мислам дека нашата историографија уште од тогаш се соочува со истото. Ние тие не ги промениле ставовите. Секако. И не мрднала дека во однос на тоа дека ние сме македонци. И тие историчари, и сегашните македонски историчари, никогаш не рекли ние сме бугари. Да, но јас сега зборувам во контекст на договорот, не зборувам во контекст на нашите историчари. Да, но ако ние сакаме да промениме нешто кај нив, значи да ги промениме односите меѓу овие две држави и меѓу двата народа, како би го направиле тоа, освен ако не продолжиме да се... Значи јас прво, да се караме, значи како да ги убедиме, како да најдеме начин... Нема основ за тоа да треба да ги влошуваме односите. Дури сметам и дека напротив односите полека на еден посмирен начин се релаксираа многу брзо. Затоа и се сомневам во тоа дека сега е најповолната шанса и точката во која мора да се прифати било каков договор. За мене ова е било каков договор. И тоа можам многу едноставно да го образложам дека во првите 6 точки нема никаков проблем. Тоа се меѓународно прифатливи акти, тенденција и на едната и на другата држава, декларирани интереси. Тоа се точките од декларацијата. Тоа се точките од декларацијата. И сега доаѓаме до она што се овде фали член 7. Добро.
не е битно, еве го член 8, да кажем. Каде што се зборува за во став 2 за продлабочување на заемната доверба, формирање на заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докажани засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Дали имаме потреба во влегување во таква работа преку договор? Не знам дека со било која држава, може би професорот знае да ме подсети и порано, дали имало нешто такво подпишено и во времето на поранешната држава Југославија, дека сме имале некој таков договор со некоја соседна или било која држава во која заедничките историски работи ќе ги толкуваме. Пред се затоа што националната историја е прашање на државата која си ја креира националната историја. Значи, нашиот поглед на настаните од Втората световна војна не мора да биде ист како и бугарскиот поглед. И тоа сигурно нема да биде ист. Нашиот поглед во однос на Илинденското востание сигурно нема да биде ист како и бугарскиот поглед. И тоа треба да се одрази на образованието на новите генерации. Чекайте, тоа ќе треба ние нешто да промениме. Па така вели да се усогласат да се усогласат и тие учебниците ќе треба нешто да променат. Па нив не ги на паритетна основа. Дали ќе треба да сменат нешто нивниот менталитет во однос на нас? Значи, еден мал чекор дали ќе добиеме. Знаете како сега, ова е само од овој дел. А ако се свртиме на пример кон членот 11, на пример, ќе видите каков е контекстот на однесување. Значи, контекстот на однесување е да, ние ќе учествуваме во комисија со вас што треба да се договориме околу заедничката историја или околу промена во учебниците, а воедно во членот 11 ви велиме дека не можете да се мешате во внатрешните работи, можете само да правите заштита на сопствените државјани кои се во нашата држава. Тоа е меѓународна приказка многу јасна. Секоја држава си ги штити своите државјани, затоа има амбасади, конзулати кои се задолжени за таа работа. Значи, самиот договор не треба да се гледа парцијално, треба да се гледа целовито. Тоа важи за оние со бугарски пасоши? Тоа важи за оние со бугарски пасоши. Тогаш Бугарија ќе треба да ќе води грижа за луѓето кои се овде со бугарски пасоши и ќе треба да врши притисок врз Македонија затоа што тие се и нивни државјани. А можеме ние се грижиме за нив кои ќе бидат во Бугарија? А ние можеме да се грижиме за нив кога ќе бидат. Ние можеме да се грижиме за нив кога ќе бидат во Бугарија. Тоа е така. Но дали мешањето во внатрешните работи и прогласувањето на некои, да кажеме, радикални елементи ќе ни го дозволи тоа, бидејќи ние стриктно се обврзуваме дека никогаш во уставот на Република Македонија нема да биде, се парафразирам, да бидат преземени некои активности, уствари тоа е моделот со Грција кој беше земен. Сега јас ќе поставам едно многу едноставно прашање. Во ред, ако остане вака договорот, дали мислите дека Бугарија ќе дозволи формирање на македонска политичка партија? Не знам. Професорот многу добро знае, Фросина имаше колешката анализа во незиниот докторски труд, ми се чини, по прашање на меѓународните. А добро, јас само хипотетички поставувам на меѓународните закони и она што се однесува на националните малцинства, македонското национално малцинство во соседните држави. Каде што во уставите точно се зборува, се забранува формирање на такви политички партии. Значи, колку и да барам, знаете, Љубише, колку и да барам можност дека сме добиле нешто како држава, за мене добивањето како држава ќе беше еклатантно признавање на македонската нација и македонскиот јазик, а не уставниот јазик на Македонија и на Бугарија, што нешто друго може според уставот јазиците. Прашањето е колку сме можеле да добиеме во една таква констелација за која што сите значи, се стражува дека во Бугарија. Значи, ако нешто не можеш да добиеш, има помошни механизми и елементи како тоа да го спроведеме. Па не сме го спровеле до сега. Постои 100 гарнитури се смени од бивша. Не сме го спровеле, сме се обидувале да го спроведеме Македонија до СДС, до ВМРО, не најдоа. Не, ама чекајте, ова логика сега што ми ја кажувате, што треба да значи? И во однос на Грција не успеавме 25 години да го решиме наметнатото прашање од Грција за името, па сега треба било што да прифатиме. Значи преговараат, сите гарнитури преговараат и бараат компромисно решение. Па и сите гарнитури претходни преговара и со Бугарија. Но се создаде мнение во јавноста дека ние никош нема да го промениме името. Сега
преговараме да го менуваме или преговараме да не го менуваме? Не преговараме да изнајдеме не се- решение. Нашиот став се знае кој е, парем сите политички гарнитури го кажуваат тоа. Кој е? За Скопје? двојна формула. Како двојна Во формула, огромно тоа кога го го збореше кажува. СДС, ВМРО беа против двојната формула. Па после се промени став. Двојна формула Сега, како се памети ми двојна ние. формула, Значи, двојна ги формула менува- за употреба во Грција, односно во односите со Грција и сеќавате употреба дека на тој став не беше прифатлив од сите во Македонија, од сите не политички беше гарнитури. нормално дека, ниједен став не може од сите да биде прифатлив во Македонија сега. Ама ги менува ставовите, ние не знаеме Ама- кој на кого му припаѓа. Не е баш така дека не знаеме кој на кој став му припаѓа. Сега ако така зборуваме, сакаме да го толкуваме договорот со Бугарија, па најголем противник на било каква релација по односите со Бугарија беше на времето СДС. На регулирање на односите со Бугарија, ВМРО беше прогласено за пробугарска политичка партија. Точно. Па нели е тоа доказ дека ги менува ставовите? Ама тоа е доказ дека ги менува. Тоа е доказ Дали дека ги тоа, менува. но знаете што? Па не знаеме кој е чив став сега. Ја мал се постарпа памтам, младиве не Основното прашање се поставува зошто некој и за кој интерес го сменил ставот толку драстично. А дека треба да постои договор со Бугарија. Јас немам ништо против да постои, иако да ви кажам, не гледам баш отворени прашања со Бугарија, единствено, а тоа е клучното што реков, признавање на македонската нација и јазик. Добро. Што друго е отворено? Одиме со Транспорт, врски, комуникации, спорт, култура, зашто не ми пречи воопшто. Има беше тука овој амбасадор Никовски во една колумна, иако ставот му генерално сличен, рече ние не можеме да чекаме од Бугарија да ни го признае јазикот и нацијата. Да. Оти тоа не постои. Тоа не е Тоа може. постои. Не Но можеме зошто да тогаш во формулацијата љубише избегнуваат? Јас ќе ви кажам една работа. Само малку Може да да се направиме сетам, не малку можам, пауза за само реклами, па ќе ќе ми избега мислата, Ајде. не може да се сетам точно. Пред некој ден читав, еве сега во моментов, Љубомир Иванов, мислам дека беше писателот на една книгичка мала, издадена на англиски и бугарски јазик, односите на Република Бугарија кон Република Македонија, 2008 година издадена во Софија, во која стрикно зборува за интересите на Бугарија кон Македонија, зборува за појавата на македонизмот како српска креација и комунистичка креација и сето тоа како таква стратегија денеска го имаме во блага форма преточено делумно во овој договор. Мене тоа ме плаши и јас така гледам на таа работа. Инаку, Добро, ставовите се оправдани, никој не би дека не, но Јас сум мислам дека- поддржувач на добрососедски односи со сите наши соседи. Но тоа сите го велат. А особено со Бугарија затоа што може би имам повеќе контакти во моментов со нив Како таму. велат, во формулациите се она што е пред но, фрлете го. Тоа но е најбитното во говорот. Одиме со... Добро, без но. Да, За добрососедски односи. Одиме со реклами, продолжуваме за кратко со дебатата во аргументи. Имаме уште 10 минути до крајот на емисија, значи не е многу простор, кога станува збор особено за професори кои што се научени да експлицираат подолго, но се надевам дека ќе разберете дека 10 минути треба да ни се доволни за обајцата. Професоре Мојановски, ако немате коментар на ова што го говореше Андонов, јас уште малку би се задржал на дилемите што граѓаните ги добиваат. Јас се чувствувам како еден од нив. Без разлика што сум новинар, па сум бил во ситуација да ги слушам промените на политичките ставови, но овој условно речено тврд македонизам во однос кон бугарите не е од сега. Тој дури не е ни од времето на СДС, не е ни од времето на Љупчев. Тој ми се чини потекнува уште од времето на Сојузот на комунистите на Македонија, од времето на Југославија, кога и особено бугарските историчари беа исто така агресивни како сега. Мислам дека бевме во ситуација да градиме национален идентитет од 40 и по војната наваму и беше потребно да создаваме на таква, не да речам се, лажна историја, но да имаме одбрамен гард кон агресивната бугарска историографија, која не присвојувала, ако знам барам јас. Како тоа се прелеа во плурализмот, тие ставови? Како сега тие историчари се доведени во ситуација
да пишуваат нови книги, да пишуваат нова историја, да го покажат томовите на книги во кои што се говори за македонската историја, за Илинден, за македонштината и да направат нешто друго. Овој компромис за кој што говори Андона во членот 8 став 2, каде што ќе треба да се формира таа паритетна комисија, најтешко им паѓа на историчарите. Ќе треба на вистина да менуваат нешто или може да најдат некаков компромис за да може и таа тврда политика на бугарите кон нас малку да се промени, да дознаат нешто ова што вашиот колеги или нашите соговорници не го знаат и заради што постојано сме во дебата со сите соседи од Бугарија кои ќе дојдат тука или кога ние одиме таму, бидејќи најомилена тема име да говориме за нашиот национален идентитет. Прво, несреќа на македонците што се мала нација во однос на големите европски нации. Второ, што живее на еден простор во кој што се судрени големите интереси и дека дел од ова што се случува во Македонија во последните 150 или 200 години е резултанта токму на разликите кои постојат во интересите на големите сили, дека често пати ние сме подкусурувани како население, како нација и така натаму, и не е случајно што ние последни или меѓу последните на Балканот формиравме национална држава, прво како демократска Македонија, па како Федеративна Народна Република Македонија, и од тогаш се создаде институционална предпоставка да можеме да водиме дебата за империјалните политики на соседите кон нас. Еден професор од универзитетот на кој ќе оди на постдокторски студии, на една одбрана овде во Скопје, го замолив да ми одговори и на бугарската наука да одговори како го решаваат прашањето на бугарите во Северна Грција. Бидејќи во 913 година Македонија беше поделена како резултанта на пленот, на војниот плен на Србија, на Бугарија и на Грција, и во пропорциите во кои што денеска таа повеќе или помалку остава. И му велам вака: ако вие како научници нас не убедите дека сте го решиле прашањето европски со бугарите во Грција, тогаш ние ќе веруваме дека имате искрени намери кон нас и кон македонците во Велебрдо и во другите делови на Албанија во кои што инклинирате дека се бугари, дека сте излегле од империјалната политика. Значи, одговорот е тука. Вие не можете преку ноќ да промените интереси кои се длабоко државни вградени. Централниот проблем на Балканскиот полуостров е прашањето кое беше детектирано со Сан-Стефанскиот мировен договор. Тогаш беше формирана една држава која непосредно го обезбедуваше рускиот интерес на топло море. Од тогаш екзистира Тако беше и првиот кнез. Српската и грчката држава екзистира. И вие од тој аспект, ако ги наблюдувате, навистина како политичар, јас така ги гледам модерните луѓе, сега како политичари, треба да видите што е можно повеќе да му отворите простор на луѓето да ги разрешат предрасудите кои преку образованието, преку пропагандата, преку медиумите, на разни начини им се пласираат. За таму кај што сме погрешиле или сме немале доволни историски факти, да кажеме да, сме погрешиле. И тука не сме до крај отвориле приказната. Сетете се на едно интервју таму од 90-тите години на еден лидер од политичката структура, кога необелодени дека во 1893 година називот на внатрешната организација бил бугарско-македоно-одрински револуционерна организација. И дека ние еден значителен дел кој што имавме поинакво историско сознание ги накострешивме косите. Значи, тоа прашање не е прашање на политичарите, тоа прашање не е прашање на граѓаните. Прашање на граѓаните е да се отвори економскиот развој со Бугарија, која е членка на Европската унија, да не поддржи да влеземе што е можно побрзо во европското семејство, да се отворат европските фондови, да почнеме да живееме почовечки.
а дека ќе има разлики во однос на интерпретацијата на историјата, дека ќе има империјални заостатоци, дека ќе има научници кои потешко, кои полесно ќе ги прифаќаат новите факти. Задачата на научниците е не да расправаат со логиката на интересите. Задачата е да расправаат со фактите. Ние на оваа маса овде вечерва не сме од таа фела и не можеме докрај да извадиме факти во кои што би водели. Впрочем, не е медиумот местото каде што се води таква дебата. Тие дебати се водат во академиите, на научните конференции, во секојдневната комуникација на луѓето од науката. Ние имавме еден случај овде во Македонија кога се појави една енциклопедија и кога политичките субјекти едноставно извршија силен притисок, што е несвойствено за науката. Науката мора и од тој ангол ако набљудувате, тоа е тело во кое што таму веројатно ќе седат и луѓе кои што ги политички изразено ќе ги наречеме јастреби, кои што припаѓаат на цврстите линии на едната и на другата страна. Дека ќе има конфликти, но многу е важно дека ќе седнат да разговараат. Сега никој не разговара. Сега ние се препекуваме преку граница, преку медиуми или во индивидуалните контакти. Се надевам дека секоја идеја има процес на појава, на зреење и на резултат. Погледнете ги ставовите на српското општество, на српското општество кон Македонија и македонците, живењето во федерацијата или во претходниот систем создаде значителен дел за релаксирање. Иако не се сите сили потиснати во Србија кои што сметаат дека овој дел не е посебен. Така сме јужни Срби, нели? Има уште повеќе, но секој почитувам дека и колегата би требало да се. Генерално се согласувам во тој дел, да, економија, транспорт и такви работи. Тоа е многу битно и мислам дека тоа е патот за отворање на комуникација и за разбирање на едните со другите. И токму затоа и се чудам зошто е вметнат членот 8 и членот 11 во целиот овој договор. Ако веќе требало да се оди на историските прашања, тогаш можело можеби со една друга формулација да се оди, дека ќе се развива образовната и културната соработка помеѓу научните институции. Точка. Ете формулација во која научниците од Македонија и научниците од Бугарија ќе си разменуваат искуство, односно ќе дискутираат или дебатираат на теми кои се од историјата. Вака имаме комисија која е должна да се формира 3 месеци од ратификувањето на договорот и која годишно ќе треба да дава извештај. Што ќе се случи доколку, како што кажа професорот, јастребите од типот на Божидар Димитров бидат дел од таа комисија, не можеме на бугарската страна да и наложиме кој да биде во комисијата и едноставно, како што тој кажа, ребугаризација на Македонија треба да почне и тука почнуваат притисоците. И еве хипотетички, вие не сакате да се согласите со нашите аргументи, значи вие ја го обструирате договорот. Комисијата дава негативно мислење по однос на договорот. Вчера некој дебата во бугарската телевизија, имаше таму еден академик кој што многу лошо се изрази за Бојко Борисов и за договорот кој што не ги застапува оние тврди интереси кои што Бугарија... Не, па јас токму тоа и го кажувам. Сега изгледува дека тие се незадоволни од договорот. Не баш дека се незадоволни, кај нив покажа собранието дека тие имаат разбирање во однос на остварувањето на националните интереси или да така кажам посредна стратегија. Кај нив собранието со 207 гласа за го прифати, веќе го ратификуваше преди да биде потпишан. Кај нас, за жал, во недостиг на демократски капацитет, не се излезе за дебата во собранието и во јавноста. Туку прво се потпише, односно се стави забрана на затворена седница се разгледуваше, комисиска, па потоа очигледно очигледно дека и самиот потписник Заев не е сигурен во тоа што го потпише, туку сакаше како може да го протне и тоа дополнително внесе сомнеж во сето тоа што содржи договорот. Ако тргнеме, а немаме време сега тоа да го правиме, нели? Тоа веројатно ќе се занимаваме како истражувачи и јас и професорот можеби ако сака да се занимава со тој дел што се скриено носи договорот во себе, тогаш можеби ќе најдеме многу чудни клаузули, многу чудни моменти, со исклучок на тоа што реков. Економијата, да, транспортот, врските, поврзувањето, нас не треба автопат за Бугарија, не треба железница за Бугарија.
Нас ни треба комуникација, но ни треба отворена научна комуникација. И еве чисто една информација, професоре, дури до таму беа отворени колегите од Бугарија по прашање на постдокторатот, дека можам на македонски јазик да го напишам и одбранам. И јас Тоа е добра вест. тоа е многу добра работа, бидејќи, ама тоа е дел од научните кругови таму, со кои сосема нормално функционирам и комуницирам. Иако дебатираме на сите овие прашања што ги кажавте ви, некои од нив велат, па и јас сум македонец, потекнувам од, не знам, Гостиварско, од Прилепско, од Битолско и така натаму, но се разбираме кога зборуваме за истата работа, преку науката, без неоптеретени со некои други работи. Овде се работи за политика. Во политиката има политичка прагма и национален интерес на државата, не разговор во академската јавност. Добро, ви благодарам што издвоивте време на 1 август, еве ден пред големиот македонски празник, да бидеме дел од полемиките, од дебатите, но првиот дел од емисијата намерно инсистирав на одбележувањето на 2 август, не сакајќи да го намалам значењето на празникот и да трнам сенката што договорот можеби и понатаму ќе виси од утрешниот ден, барем утре да биде граѓаните се чувствуваат дека тоа нивниот празник, а не на политичките елити. Благодарам што бевте гости во Аргументи. Почитувани гледачи, нека ви е честит и среќен 2 август. Со среќа. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, Немаш Андон, право да да ме покажеш и прашам тоа за не можеш да го наредбите. направиш. имам. добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.